Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган, како што гледате се уште недоволно заздравен Мило Салјевиќ и со неговиот драг колега Горан Момировски, заради задоволство на публиката Момировски, со објаснување дека нема В на крајот, а наш вечерашен гости не спортскиот коментатор, новинар, спортски работник и патриот пар екселанс, господинот Тони Стојановски. Добро вечер. Добро вечер, ве поздравувам. Морам да признам, навистина се чувствувам незгодно поради гласот кој што го слушате, меѓутоа едноставно така стојат работите, веројатно ќе оставам Гора малку повеќе да збори денеска. Мене иначе ми дојде редот и мене да кажеш нешто. Повели Гора. Добро, Тони Стојановски е човек што еднашка беше кај нас ланската година во емисијата, една многу гледана лани или пола? Не, пред 3 години. Пред 3 години. Пред 3, тоа е 21-ва, па некаде март или април, тоа е пред европското првенство во фудбал. Фудбал, на кој тоа е Букурешт и Амстердам. Да. Не, ја мислев дека 2023-та беше тоа, значи наша грешка, значи што не сме те викнале претходно. Има многу поводи да бидеш овде вечерва со нас. Ти си еден од најлајкуваните македонски новинари воопшто, не само спортски новинари, за тие што можеби не се сеќаваат оние историски твои коментари, некои велат и говори по победата против Грузија, мислам дека на последниот меч во квалификациите, во бараж мечот за Македонија кој се пласираше на европското првенство во Букурешт. Има уште еден повод, ти си автор на еден филм кој што победи во август, чинам дека беше на меѓународен фестивал на спортски документарци, ќе зборуваме за тоа подоцна, но вечера во емисијава сакаме да зборуваме за спортот како начин на обединување на македонците, на македонските граѓани генерално и како начин за воспоставување на некакви етички, морални норми за почит меѓу луѓето, тема малку поширока за патриотизмот, ако сакате. Пак ќе прокоментираме малку и за дневниве работи што случуваат. Сакам на почетокот да ве прашам едно прашање кое што произлегува од вчерашната наша емисија, многу реакции имаше. Професорите Атанаско Туневски и Константин Димитров зборувавме за тој проект кој што владата го договара со грчка компанија, го заборавам името, но знам дека вчера разбравме Митиленос до 2 милиарди евра може да не чини нас како држава овој проект кој што веќе го имаме како тето. Само што владата не го сака, зашто бил наводно руски, не знам каков бил. Мене ме интересира, што ќе се случи со спортот, доколку во спортот се инектираат, вчера професорите кажуваат според договорот, 52 милиони евра годишно за нешто што чини 10 милиони евра максимум. Грците ќе заработуваат 42-45 милиони евра годишно само од нас. Што ќе случи во спортот ако ние даваме годишно во спортот 50 милиони евра? Да ви кажам, прво ја гледав вчерашната емисија и исто како и вас двајца се нервирав дома. Ми беше нејасно и природно да се изнервира човек. Неверојатна работа и прво нешто што ми дојде на ум беше баш тоа. Еве да направи Македонија еден добар политички потек, стратешки потек и да речеме наместо 30 години по 40 и таму колку се милиони евра или над милиарда евра за 30 години да одат тие пари во спортот, дали ќе направиме нешто? И нормално првиот одговор е, се разбира, да. Затоа што на спортот во Македонија му недостасуваат не пари, туку многу пари. Меѓутоа, не е дека само недостасуваат пари, потребни се и други работи. Инфраструктура која што може би доаѓа со парите, потребна е волја и потребно е знаење. Во период од 30 години тоа може да се направи. Со овие средства што ги зборуваме што би се одлеале ако пратениците гласаат за таква можност. Но секако дека првиот чекор е спортот да се поддржи финансиски. И во овој момент, на годишно ниво, Македонија одвојува 10 милиони евра за спорт. Вкупно, за федерации и за клубови. Значи, тоа е 25% од она што ние би го загубиле за една година со овој договор во сферата на енергетиката. Ја морам се повторам, се извинам. Само 10 милиони евра за сите спортови, да. Сите федерации. Знаете дека буџет. Така е. До неодамна функционираше така наречениот ваучерски систем, донесен од владата на Заев и практично како иницијатива на сегашниот претседател на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски. Мојот став за тој ваучерски систем е позитивен, меѓутоа во одреден временски интервал кој што не сме да биде подолго 4 години и тој период веќе
одмине. Многу Зошто? луѓе не знаат што е ваучерски систем. Еве, накратко, сега морам како професорите вчера за работа што никој не ја разбира овде, мислам дека повеќе разбираат, меѓутоа сепак да објаснам. Ваучерски систем значи дека секоја федерација од пријавените што имаат лиценца за дејност спорт од Агенцијата за млади и спорт, добива ваучер на одредена вредност, 100.000, 200, 300, милион евра, иако нема со милион евра, и клубовите добиваат одреден ваучер. Тие може да го реализираат во која било фирма, а фирмата која што ќе го плати ваучерот, може да го плати од пари што треба да ги уфрли во буџетот на Македонија, Како данок. како данок на добивка, на направена добивка. И да речеме, ако некој треба да уфрли 100.000 евра, данок на добивка, може да даде најмногу 50% од тој буџет, значи 50.000 евра за спорт. И во тој случај на државата ќе плати уште 50.000 евра и 10% од оваа сума што е дал на клуб, 105.000 евра. 55 ќе даде на државата, 50 на клубовите. И за мала сума пари добива можност да биде генерален спонзор на некоја федерација или пак на некој клуб. И фирмите главно тоа го разбра, иако голем дел од нив се чувствува исплашени. Затоа што тоа сето одеше преку Управа за јавни приходи, па не сакаат сите да носат документација во УЈП, да ги потсетуваат дека постојат, дека прават доходи вакви или онакви. И дел од нив не дава, меѓутоа генерално, особено големите фирми, што претпоставам дека нема што да кријат, тие пари ги дава во спортот и вкупниот ваучер што го добиваа сите и го реализираа, оти ретко некој да не реализира ваучер. Ако имам јас некаков клуб, добивам 20.000 евра, па каде да било да тропнам на врата, би ми помогнале. Принципот вака како принцип можеби и не е лош. Не е лош во почетна мерка фаза, како да кажам, затоа што доаѓаат пари во спортот што претходно ги немаше. Или можеби ги имаше во период кога Кометал инвестираше, кога Самсоненко во Вардар инвестираше, но потоа тоа го снема. И одеднаш федерациите, да речеме, беа оставени на пари што ги добиваат како генерално спонзорство, оти ваучер е едно, спонзорство е друго. Тоа значи треба да најдете фирма што ќе ви даде од своји пари 100, 200, 300.000 евра. Ќе isfinansira некој проект. Вака е малку полесно. Полесно, разбирливо. Но во прва фаза во ред парите дојдоа, сега што во втората фаза. Ваучерскиот систем значи дека јас одам сакам да отворам клуб, ама не ми даваат, и 10 на 20.000 евра да си земам на годишно ниво како ваучер, откако ќе постојам една година, односно ќе имам таа лиценца за вршење дејност спорт. Значи нема развоен момент. И ние во Македонија е добро што понекогаш се сеќаваме на идеи што иницијално се во ред, но втора работа што треба да направиме е да ја истрчаме трката до крај. Оти тоа е штафета. Процес за правење спортски резултат, процес за градење држава, за градење економија е штафетна трка. И ако првиот истрче и не ја предаде штафетата на вториот, бадијале. Веќе со ваучерите завршивме, сега оди поинаку, изгласан е нов закон за спорт или во процедура. Сега наместо да одат клубовите кои што немаат спортска администрација, голем дел од клубовите во Македонија се човек клуб. Аматерски, да. Па човек клуб. И сега наместо човекот да оди да бара пари, државата ќе му ги даде директно, што не ја менува суштината на нештата, освен што ќе му возможи на овој што го води клубот, полесно да дојде до. Но пак се на збор за 10 милиони евра, што е смешна сума, смешна сума. Беше проектирано да расте на 12, 14, не знам како со тек на време и до 15 да дојде, но со оглед на настаните економски државата не се откажа. Во ситуација кога на Митилинеос, не е Митилинеос му даваме пари најверојатно за нивно задоволство. За ништо. За нивно задоволство. И за нечие наше. Некој овде има задоволство. Да, 10 милиони евра за сите спортови, вкупно, сите клубови е од буџет кој што е 5,5 милиарди веќе. Ако вадиме процент, тоа излегува, јас сум математика слаб, меѓутоа тоа е 0,0 нешто од буџетот, така му доаѓа. Ја поинаку би отишол. 70 милиони евра се дава на Митилиено, како Митилиенос. 70 милиони евра им се даваат во старт, во земјиште и тие 50 милиони евра субвенции владини. Тоа се 7 години македонски спорт. Јас така го поврзам со 70 милиони евра, вие имате да се дават како една инекција
Вие може да направите сали, да ги загреете, купите опрема за сите спортисти во Македонија од 6 до 20 до 36 години. Да финансирате тренери, да финансирате експерти, храна да дадете, минерали, витамини и така натаму и така натаму. Тони, сега ти ние се знаеме толку време, ми климаш, ама ова е невозможно сценарио, невозможна мисија. Луѓе, ние во Македонија се соочуваме со 100 невозможни мисии, така што овде веројатно се стана возможно. Овде се стана возможно, па стана возможно и ова. Разликата од енергетиката до спортот во овој контекст е, парите што таму ќе отидат, одат и не се враќаат. Во спортот можеби ќе се вратат, не велам сигурно и 100%, но можеби ќе се вратат. Ќе се вратат преку инфраструктура, ќе се вратат преку тоа што децата ќе ни играат спорт, ќе се тргнат од пороците, значи тоа е една општествена социјална димензија. Исклучително важно, да. Исклучително важно. Трето, од некој од тие деца, можеби ќе направиме врвен спортист, тие врвни спортисти ќе направат репрезентација, репрезентацијата ќе направи резултат, резултатот ќе го обедини народот во успехот на таа репрезентација и на сите ќе ни биде подобро. Ова е одлична логика. Само да бидеме искрени, спортот одамна веќе не е само спорт, него е бизнис. Тоа е особено фудбалот. Особено фудбал, меѓутоа ми се чини и дека и повеќето групни спортови се дефинитивно префрлени на бизнис. И сега некој ќе рече, па извинете господа, кога веќе е бизнис спортот, најдете приватни спонзори, не е државата должна. Зборувам како условно кажано адвокат на овие што ќе речат зошто да се фрлаат пари од страна на државата. Во право сте, јас во комуникација со федерациите кои што постојано се жалат дека немаат доволна финансиска помош од државата, секогаш им го потенцирам и планот Б, а тоа е да се изборат самите. Не е лесно во Македонија, затоа што да нема премногу пари кои што фирмите ги имаат, па се вишок, па би ги дале во спорт. Нема. Едноставно тоа е тоа. Таква ни е ситуацијата, таква ни е економијата. А нема ни бенефиции, претпоставам, оние основни за фирмите. Нема. Бенефиција е ова, наместо да го тоа да, таму, меѓутоа сега е приватно, јас решам како фирма да дадам пари за некој, тоа е мој проблем. Так. Државата тука нема веќе ништо што Добро, знаете, има полезности во тоа. Не знам сега ако некоја екипа што игра Лига шампиони, ќе заработи пари, на дресот носи одредена компанија, па може да развиете бизнис. Меѓутоа, колку компании се во Македонија што тоа може да го на прсти се бројат сигурно, да. Па извинете, не би рекол. Во Македонија имате 200 компании кои што заработуваат над 50 милиони евра годишно. Или вртат, прават промет 100 милиони евра. Извадете ги банките. Зошто да ги извадиме? Затоа што тие главно земаат, не даваат. Не, веќе го земе примерот со Алкалуит. Алкалуит е во Македонија една од поголемите фирми, не е најголема според обратот на има тим млади луѓе, македонски играчи, не за јас ги гледав сега во Европската лига, како се вика, таа не е Лига шампиони, но феноменална атмосфера, како да ви кажам, ми се наполни срцето кога ги гледав. Победува, нерешено игра, одат напред, Кирил Лазаров нели име и тренер. Значи, една убава атмосфера, не е секогаш да направиш ти бизнис. Овде има работи што не можете да ги измерите. Обединувањето кај граѓаните, кај народот околу една идеја, околу победа, не се плаќа тоа, не може да биде бизнис. Или здравието на ти тргна во друг правец. Бизнисот апсолутно, меѓутоа вие денеска не можете, претпоставувам, да направите солидни играчи од тие што имаат талент и тие што имаат врвен талент, ако не се вложи во нив сериозна сума на пари, тоа е реалноста. Овде имаше неколку поенти, сега сакам да ги разграничиме работите според мене. Врвен спорт е една гранка, физичко образование, воспитување, рекреација е друга гранка. И кога ги поставуваме целите, со нашето действување мора да знаеме што сакаме. Правиме врвен спорт, кој што е, како да ви кажам, суров. Таму не водите грижа дали некој дете што ќе го вратите од тренинг, утре ќе го пратите на пороци, едноставно ви интересира да ја направите најдобрата селекција од 50, 20 и со 20 војници играте и правите спортисти и резултати, или сакаме рекреација. Кај нас во Македонија многу често спортските федерации, дури мислам и Агенцијата за млади и спорт, сега и во сите претходни времења, не прави доволно разграничување на тоа што е врвен спорт, а што е физичко образование
и здрава нација. Па добро, што сакаме и што можеме се, можеби не е правилно, меѓутоа вие сте во спортот тотално како што реков, па може да дадете по-конкретен одговор. Еве ќе кажам, јас и Горан при едно професионално патување во Белград бевме на надпревар Црвена звезда Манчестер Сити. Црвена звезда некогашен европски првак и Манчестер Сити актуелен супер светски клуб, имаше транспарент, Горан, се сеќаваш, кога фудбалот беше вистински, Звезда беше европски шампион. И тоа вака убаво звучи, предпоставам. Не беше бизнес. Кога фудбалот не беше бизнес, Звезда беше европски шампион. Океј, така е. Меѓутоа, кој ве прашува? Реалноста е дека Манчестер Сити има играчи што вредат милиарда евра и тие се најдобри во светот, а Звезда има некои просечни играчи кои што толку можат. И тоа се гледа на теренот. Пред да се вратиме на алкалоид, ајде за Црвена звезда. Црвена звезда е државен проект. Таму некој проценил дека Црвена звезда во овој момент е потребна на српскиот народ и на српската држава од познати причини. Секој си има своји причини, ние си имаме своји, србите си имаат своји причини. Иако дури и таква не може да биде светска класа, ако е државен проект. Добро, се разбира затоа што имате проекти во Велика Британија што се со нафта поврзани, па таму немате шанса да како ќе играте или со Газпром треба да. Многу проекти, не проекти, него имате многу проекти. Во моментот да се вратиме да оставиме Црвена звезда. Ја земав само како пример. Јас сум за тоа Македонија да има државни проекти. Тоа е до некаде во спортска смисла неправедно. Оти државата ако направи фудбалски клуб, ракометен, кошаркарски, одбојкарски, кој што ќе биде државен проект, за тие да играат во Лига на шампиони и да прават соодветни резултати, а во одредени спортови може да играте Лига шампиони и тоа до четвртфинале, полуфинале, па и да освоите со никакви пари споредбено со овие што би оделе сега во енергетика. Значи со 5 милиони буџет, јас ви гарантирам дека во одбојка играте за титула во Лига шампиони. Со 5 милиони евра. Тоа е ништо до овие 40. Значи ако направиме... не само за овие 40, генерално за Македонија со 5,5 милиарди евра, 5 милиони и 5 по 5 се ништо. Добро, ама знаете, се другите ќе речат како го одбрав тој клуб, зошто тој. И тука е неправедноста. Меѓутоа, кога градите одреден систем, кога проценувате што ви е потребно, нема неправедност, нас не утепаа со неправди. Не утепаа со неправди. Звучи како локал патриотизам, зошто Вардар кој што е символ на Македонија, иако мене ми се јавуваа луѓе од Битола, еве да кажам, и од Прилепи велат, ама зашто вие го форсирате Вардар? Мене Вардар не ми е дома, најавам за Вардар затоа што сум роден во Скопје. Меѓутоа, зошто Вардар како еден вид символички представник на Македонија да не биде државен проект? Немојте за Вардар, во сабота сум на пренос во Битола Еврофарм Пелистер, Вардар ракомет. Добро, нека биде Таму е салата ваква, што за Вардар? Нека биде Пелистер. Зошто да не биде државен проект еден кој што на вистина и да, ја разбирам дека другите ќе бидат во смисол ета зашто ние сме отфрлени на страна. Меѓутоа за државниот проект нема да им даде мотив и на другите на ваков или онаков начин. Државниот проект може да биде и поинаков. Како што беше во некое време во СФРЈ, односно во СРМ, вистинската СРМ, Социјалистичка република, не ова, денеска со друго се. Тогаш Вардар беше државен проект. И тогаш Вардар го финансира, не знам, Мак Петрол, не знам, Комерцијална банка, 5 директори на фирми што прават најмногу пари. Не беше формален државен проект. Беше премолчен државен проект. Се знаеше најубаво е кога се премолчени работите, а функционираат како што функционираше Вардар, па беше шампион на Југославија во 87 година. Вардар на комитетот клуб можеби беше таков проект. Можеби беше првак на Европа 2 пати. Така е, можеби. Можеби, немаме детали, меѓутоа можеби. И што ни фалеше во тој период кога функционираше РК Вардар, ФК Вардар? Што фалеше во периодот во Битола кога функционираше ФК Пелистер? Да не излезе сега дека само комитетот клуб Пелистер сме навивале. Значи, ајде пак уште една што моите за блиските ја знаат. За мене основоположници, постулати на македонскиот спорт се ФК Вардар, а РК Пелистер, значи не РК Вардар, сега ќе направам непријатели 100, тоа е реалноста. И во кошарка КК Работнички. И тука нема дилеми. Тие 3 клуба мора да бидат во државен македонски проект сега, секогаш и во вечни векови, додека не ни се подобри ситуацијата до тој степен да не мора да бидат. И еве ние што сме земзите ќе речеме како сега Работнички не е фер. Се шегувам. Победа во Прилеп, Брегалница во Штип, Беласица во Струмица, Тетекс во Тетово. Ако се раѓаат и клубови како Шкендија, Струга, Тримлум, уште подобро. Секој треба да си го најде својот пат и својот начин. Ние во овој момент имаме потреба да создадеме најмалку еден државен спортски клуб
како што е Црвена звезда во Србија. Кога се мисли на спортни клуб, се мисли на повеќе спортови под истиот бренд на име, така? Не мора да е така. Може да се различи, може да се овие три што ги споменав јас. Нека спортски стане друштва, да. Еврофранпелистер шампион на Европа. Немам ништо Така, против. така. Нека стане ФК Вардар шампион на Европа и КК Работнички. Сите ќе бидеме задоволни. Добро, меѓутоа тоа е околу Сега државниот проект. зборувам за македонштина. Така. Значи не зборувам сега за дали сум јас најавач на Вардар, на Пелистер, на МЗТ или на не знам кој друг клуб. Сега зборувам за она што ни е потребно, она што спортот може да ни го даде, во тој сегмент на обединување не ни го даде. А добро, што е со вториот сегмент што го спомнавте? Сегментот на практично спортот како физкултура, спортот како здравје, спортот како потреба децата да бидат одвоени од пороците, од дроги, од алкохоли, од коцкање и така натаму. Ако оваа држава одвојуваше некаде долна сума пари за спорт, односно физичко образование, За беше масовен спорт. За масовен спорт. Рекреација беше во овој сегмент. Училишниот спорт во Македонија функционира одлично во делот на буџетските средства. И тој може да биде на некој начин вклучен во поддршка на спортот што прави резултат, значи на врвниот спорт, но ние не сме уште подготвени за тоа и мислам дека на таа страна не треба воопшто да размислуваме. Она што сега ни е потребно, според мене, е комплицирани работи не ни се потребни сега. Ќе се заплеткаме во комплицирани работи. Сега ни се потребни брзи, едноставни решенија, кои што потоа ќе ни ги отворат малку погледите и полесно ќе доаѓаме до она што треба да функционира на терен или околу теренот. Значи, повеќе пари, но не само повеќе пари. Повеќе пари, стратегија во сите федерации, зборувам главно за овие 4, да не ми се налутат поединечните спортови, нас ни треба резултат во колективен спорт. Фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Колективен спорт вели ура и сите ура во напад. Поединечен спорт, окей, супер, таеквондо, олимписки медал, сребрен, втор во историјата на Македонија, сега да излеземе на улица да прашаме име и презиме на тој што го освои, колку луѓе ќе го знаат. Дејан Георгиевски е. Така, Добро, не подценуваме, само сакам да кажам дека мојата идеја, тоа е моја идеја, може некој ќе се спротистави и ќе рече не, нам ни треба шах. И тука поддржувам апсолутно, шахот треба да биде во основно образование, Спортот е супер популарен. Ја шириме терен. Супер популарен. Имаме Елина Ѓорчевска, го имаме овој младиот дечко како се вика Калин Ивановски. Мислам дека со помош државна би постигнали и подобри резултати. Мене тенисот ми е слабост. Да ви кажам право, не знам. За тенис најдиректно не знам, немам одредени да речеме параметри, но за колективните спортови убеден сум дека ги имат сите параметри. Велите едно дел е парите. Драган, само мене поважно ми овој другиот што го скокнавме другиот момент, обединувањето. Ние имаме ситуации кога се враќа ракометарите, кошаркарите прво од Литванија се вратија со 4-то место, площадот беше преполн. Јас тоа како политички новинар излегов, известов за Канал 5 тогаш, една општа атмосфера, општо славје со 4-то место. Наредната година мислам дека беа коментарите или може и после 2 години се сеќавам. Наредната 5 во Србија. 5 во Србија бевме. Исто така во неколку месеци беше. Поменува про триумфалната порта. Вардар 2 пати европски шампион, ракометниот клуб. Исто така ние веќе десетина години 8-9 години, Вардар кога беше последен пат, не ги памтам годините, ние не сме почувствувале фудбалско славје, освен пласма на Македонија на европското првенство, нели во Букурешт, јас бев во Букурешт, гледав тие 2 меча и атмосферата беше прекрасна, но тоа не сме почувствувале нешто да се случи за обединување на овој народ. Фудбалската репрезентација е феномен сама по себе, успеа да влезе на европско првенство, е успех, меѓутоа објективно далеку од кошарката и ракометот тоа што го направи. Да не збориме за ракометот што постојано на светски европски првенства. Ова репрезентација што сега се случува, нели ракометот беше на европското првенство пред 1 месец во Германија, помалку од 1 месец. Со Швајцарија не приреди голема, да речеме, радост, меѓутоа не помина најславно. Што е потребно за ние повторно да дојдеме во ситуација да се радуваме, да влеземе меѓу 4 најдобри полуфинале, да играме за, не знам, за пласман на квалификации за Олимпијада, например. Никогаш не сме отишли на Олимпијада во екипен спорт. Што е потребно да се случи такво видно обединување? Да тргнеме во долг процес, кој што ќе биде стратешки одреден. Со финансии, соодветни, со знаење, кадар тренерски, кој што го немаме, објективно,
Го немаме тука, немаме дилема. Нема дилема. А вие ако сакате да правите врвен спорт со двајца тренери во секој спорт, тешко ќе направите. Трето, инфраструктура, која што мора да има. Што значи тоа? Вие го споменавте проектот Алкалоид. Тоа е светла точка според мене во овој момент во македонскиот спорт, затоа што е единствен таков и наликува на што јас си го проектирам за македонскиот спорт. Алкалоид има сала на располагање 24 часа, колку што знаме, затоплена со реквизити, има тренер во подем, така е, фирмата, Кире Лазаров и така натаму. Може само да кажам. Јас во Автокомеда многу пати одам и пазарам таму, не е битно. И во еден момент од салата преку ден излегува човек кој што гледам дека е Кире Лазаров. Јас седев спротив. И ми кажуваат луѓето, тоа е неко семејството, пошироко семејство на фудбалеров наш во Лајпциг што игра сега, Елиф Елмаз, тие се негови роднини, таму седам, пијам кафе, не е важно. Кажуваат дека Кире Лазаров, извинете што те прекинав, е цел ден во салата. Значи, цел ден работи со млади категории. И со возрастните, и со првиот тим. Цел ден работи. Значи, ова е супер ситуација. Го имате еден од најголемите во светот, во историјата на ракометот, кој што е тренер, во клуб кој што е организиран. Колку пати може да го повториме ова? Ова не е државен проект, ова е проект на Алкалоид. Значи, една фирма си прави проект. Зошто да го нема во секој спорт? Зошто да го нема во секој спорт? Може да го има. Федерациите сами дури може да си направат вакви проекти. Според проценка. Во кошарка, во одбојка, во фудбал е малку потешко, таму поинаку функционираат работите и финансирањето и така натаму. ФАФАМ има поддршка од ФИФА, од УЕФА, се големи пари. Меѓутоа, во овие други три спорта тоа може да го направат и федерациите, ако нивните челни луѓе тоа го посекуваат. Значи да алоцираат дел од средствата во одреден објект, да изградат објект на одредена територија, општина, каде што сметаат дека има деца кои што го тренираат тој спорт, па таа сала да ја користат, не мора да биде грандиозната, не мора да биде 30.000 сала или не знам како Борис Трековски, па да биде загубар. Не. Може да биде нормално, обична сала во која што ќе тренираат децата, во која што ќе има школувани тренери, што ќе може да направат вистинска селекција, според карактеристиките физички и психички на децата, па да ги предадат натаму на овие што ќе ги подготвуваат за врвен спорт. Се прави, само треба да се има волја. Во Македонија, во спортот, не препознавам дека има многу волја. И ако вие споменете еден проект, тоа не значи ништо. Браво, меѓутоа. Тоа е како треба да биде, ние. Меѓутоа не значи ништо. Добро, но проектите сами по себе до сега покажаа Стојановски дека имаат рок на траење. Кометал Ѓорче Петров своевремено, Вардар со Самсон Ненко и така натаму, значи имаат рок на траење додека еден богат човек, бизнисмен или една компанија има своји причини да финансира. Штом тој ќе се откаже, за година дена ние добиваме поранешен клуб. Практично сите си одат, особено странците што да прават, па и нашите најдобри играчи веднаш заминуваат. Тоа е едниот аспект, а вториот аспект ми е што имаме ли ние простор воопшто за инвестирање во странски, не капитал, туку странски човечки капитал во спортот во Македонија? Има, ако е 40 и кусур милиони на годишно ниво, Мурињо ќе го донесеме. Ако од енергетика ако ги пренасочиме. Има. Но тоа се решува и се наоѓа. Затоа ми е компликувано ова све. Околу овие претходни проекти. Тие барем функционира и правеа резултат. Кометал беше европски шампион. Апсолутно. Тоа што Кометал и позитивната клима што ја донесе во женскиот ракомет, кога многу девојчиња почнаа да тренираат ракомет, а ние не направивме втора генерација репрезентација, тоа е наш проблем. А зошто? Може ли да обясните тоа зошто? Зошто тоа не се случува? Зошто? Зошто бидејќи ние вадиме квалитети? Своевремено Кометал сега го бидејќи сите навивавме за Кометал, се разбира, извади репрезентативки кои што беа клас, сите ги знаевме. Да. Јас што не сум заљубен во женски ракомет, и натурализирани беа. И да. Тоа не беше проблем, затоа што ни требаше нешто такво. Ни требаше репрезентација што 97 ќе оди на светско првенство во Германија и ќе победи Данска, актуелниот европски првак. Сега јас не познавам ни една ракометарка. Со извинување, сега не познавам ни една ракометарка. Ракометари се уште познам. Ракометарки ми е познавам. Е добро, Ристовска. Добро, и ракометарките ќе играат, убеден сум сега на наредното европско првенство, па ќе ги запознаеме, затоа што ние некогаш и сакаме да гледаме спорт кога се нашиве само на европски, на светски првенства, во квалификации ни оди малку. Да, вие како спортски добри морате да следите све. Ние понекогаш се мачиме,
главно уживаме кога ги следиме. Значи зошто не успеале претходните проекти? Не успеале, како потврда на она што и велам, не се парите само доволни. Значи кога ќе запре вентилот на големи пари, каде се? Каде се другите? Каде се тренерите? Ви имам 30, што ако имам 30, 100, 300 деца ако имам, кога не ме бива да ги научам. Кога ме бива да ги научам и имам 300 деца, немам сала. Па ги трчам во парк. Значи сите тие работи се испреплетени една со друга. Сите работи се испреплетени со една со друга. Од каде треба да се почне? Каде е основата на, бидејќи вие како што кажувате се согласувам целосно. Имаме структурален проблем. И нема пари, и нема услови, и нема квалитетен кадар и начин за создавање на нови генерации. Мене тоа ми личи како квадратура на кругот да се решава. Од каде треба да почнеме? Некој да рече, аха, беше што беше до сега, ајде сега почнуваме да ја градиме таа пирамида за да дојдеме до успех, макар во еден спорт. Значи, в неколку сегменти поврзани подеднакво. Прво, инвестиции, значи пари, влог. Второ, инфраструктура. И не можеме да направиме 30 или 300 спортски сали, меѓутоа може да направиме 5, 6, 7 кои што ќе бидат спортски сали за одредена намена. Одбојка да се има сала, КФМ кошерка како сака да се има сала, има веќе, кале. Стратешки распоред. Ракомет, така е. Поврзаност меѓу федерациите со државата за да биде стабилно финансирањето, да не се случи ова се проекти минимум 8 до 10 години. Но рековте поврзани, зарем не се поврзани сега? Па што се поврзани? Политиката носи одлука, а спортот ја трпи таа одлука, земал или не земал. Тоа мислите дека нешто некој со некого разговара, па има стратегија? Па не знаме за тоа. Нема како. Нема шанса. Тоа во федерациите нема стратегија меѓу себе. Вие препознавате во кошарка стратегија за развиток? Не. Во фудбал? Не. Во одбојка препознавате? Гледам во фудбал. Па ние играме во одбојка, внимавајте, аматерски спорт. Ние играме 3 пати поред на Европско првенство. Организираме Европско првенство, машко сениорско, прв пат во историјата на независна Македонија. Минатиот септември. И сега заврши првенството. Вие нешто сте слушнале за одбојка? Добре, да прашам како лаик. За жал да не. прашам како лаик. Среќа што имаме луѓе. Јас сум од одбојка. Знам. Јас сега се предошам сам себе што се вели. Значи овде излего дека импровизација. Фала Богу имаме генерација добра, звезди одбојкарски имаме кои што се горат за Македонија, гинат за Македонија и се сведува на ентузијазам на. Тоа им пројде порно или подоцна. Зборуваме на овие актуелни генерации. Така е. Значи сакам да ви кажам, имаме ние настан, ќе умреме да го завршиме, реализираме, да одработиме, завршува тоа и благодарам. Добре, еве Стојано, сакам да прашам. И ние и јас и вие случајно живееме таму околу ФФМ. Секоја сабота и недела, бидејќи мене буквално прозорот ми гледа во нив, имате стотина надпревари во кои што играат деца. Да. Деца од најмала возраст, колку 7, 9, 10 години па нагоре, и играат фудбал. Имам чувство дека тоа таму е ревија на фудбал, каде што и се чувствувам среќен дури. Еве гледа генерации што играат. Значи им се клубови доаѓаат од цела Македонија, нешто таму трчаат, суди, многу сериозно изгледа сето тоа, сите се во дресови на својот клуб и така натаму. Се дава привид дека, ама тоа прашувам, дали е само привид? Дека навистина нешто се случува во тој почетен капитал фудбалски. Се случува рекреација. И ништо повеќе од тоа? Па ништо повеќе. Значи тоа значи дека од оние јадници деца што ги гледам јас таму, најверојатно после неколку години кога треба да се произведат вистински фудбалери, никој од нив нема да излезе како фудбалер. Се губи потенцијалот или квалитетот. Зошто се губи? Еве ако е фудбалот. Тоа барам објаснување. Ако е во прашање фудбалот, затоа што овие деца кои ќе завршат со процесот на рекреација, треба да одат да тренираат во одредени клубови. Значи не да не ме свати некој погрешно, не да тренираат во балони. Ако зборуваме за голем фудбал, се знае како се игра голем фудбал. На вистински терен за фудбал, да. Трева или сега вештачка во поново време, порано ние вокал игравме. Добре, ама 100 на 40, не може. Но ете, ајде, нека е вештачка трева. Меѓутоа голем терен, па организиран систем на надпревари, па тренери како на времето во Вардар, Петра Шуничевски што ќе стави шепа на сите деца, па ќе каже ти не си талентиран, па јас ќе си коментирам ако не сум талентиран. Мене тоа ми го направи Шуничевски, токму така ми рече господине Влад, не си за тоа, да, и голема грешка направи. Не си за тоа. Ти беше голем талент. Ама треба да има некои способни што ќе го водат тој процес. Така. Нема. Ние сега во спортот сме удрени на тоа да имам 300 деца, тие да ми даваат по 1000 денара месечно,
Тоа чини толку пари да се поврзам со градоначалникот на општината каде што ќе тренирам и мојот клуб ќе се вика Тони Нешто? Општина Аеродром, Тони Тимчо. Господине градоначалнику, ве молам, може ли да ми дадете термин во некоја сала ОУ, какво било да играм, таму ќе поставам мрежа или фудбална Тоа се малигочиња, случува, да. ќе играм толку деца, по 1000 денара, салата ми е бесплатна, ваучер од државата. Зошто јас би развил Мал бизнес. Ово е мал бизнес, ова не е Мал спорт. бизнес, Апсолутно. Кај нас А три зошто да нема четвртини мотив? Сега не ме разбирам. Морам да признам, зошто да не? Еве, сте се поврзале со општината, сте зеле ваучер, сте обезбедиле деца, родители попалени, се извинувам на речникот, сакаат детето да им биде машко, женско, сеедно да игра спорт. Зошто? Зарем тоа не е американскиот начин за успех? Ги имате сите услови и сега произведете. не можам да ви одговорам на тоа прашање. Јас и шах кога играм, сакам да победам, инаку не можам да спијам навечер. Не знам. Па, тоа се подразбира, тоа е спортот и истиот менталитет го имаме. Меѓутоа, нели е логично кога веќе се обезбедени тие услови, зашто да биде само бизнес? Логично е. Најдобрите во светот се американците Така е, токму ама знаете, затоа што они треба вложуваат пари. Од буџетот да одвоите пари да донесете тренер, кој што е саглам тренер. Ама вистински. Треба да платите сала друга можеби, што не е бесплатна, за да овозможите терен за игра кој што И е што си нормален. викате, па подобро ја да си ги земам парите во джеб. Тоа е толку македонски или ја ќе речам балкански менталитет што е страшно. И дури и да тргнеме на правилен пат од почетната точка, тоа значи инвестиции финансиски, инвестиција во персонални ресурси, тренери, правилна селекција на играчи. Ние сме инаку исто мајстори во состојба да држиме деца што се 2-10 како стапчиња и не ги праќаме да речеме да тренираат одбојка, ги држиме во ракомет овие што имаат 190 како Горан и 95 килограми ги туркаат. Да, се физички нешто, килограми. да, што се физички нешто покрупно. Значи и тоа го нема. Ама ајде, тоа е битка меѓу спортови и тука не може човек да се меша на крајот на криштата, секој бира сам што ќе игри и што ќе тренира. Но и тоа се прави во држава која што има цврста рака. Па, Перо Антич има 200 и колку 12 центима, во Македонија колку луѓе има такви за кошарка, се објективно. Ние немаме стотици такви илјадници. Немаме, добро, немаме. И не мора сите да се такви. И знаете, работнички КК во старо време правил резултати со играч без 200 сантиметри. Имавме центри што имаат 200 и нешто, браката Ботевски, така се вика. Нема 200, таму се пишуване, браќата Боцевски се нажмара, синови 199 200 е пишено од Лазо Лечич за да има двометраж еден во КК работнички во Југославија во која што имате црногорци од по 2,5 Во метра. Македонија нема пари во македонскиот национален спорт, освен во фудбал, неколку клубови, нели заработуваат релативно малку, но што правиме со задоволството што спортистите го добиваат како поддршка од граѓаните. Сега на Европското првенство ќе го споменам во Германија, Македонија играше со олимписки, светски, европски првак Франција, кој што на крајот и победи чина во финалето во групата, нели, прелиминарна, и со Германија домаќинот кој што беше четврта на крајот, и со Швајцарија. Швајцарија победивме, после првиот меч со Франција изгубивме 10 разлика, општо разочарување, не ја била генерацијата, Кирил Лазаров е лош селектор, се најдовме стомани. Со Германија после пак изгубивме, со Швајцарија, која што сериозна селекција играше нерешено со Франција, за малку не победи во 59-та, 60-та минута. Како да ги задоволиме граѓаните кои што сакаат Македонија постојано да биде шампион, еве сега да карикирам. Лазаров беше фер. Што е реалноста во ракометот? Па тоа е прашањето. Што е реалноста во ракометот во моментов? Што е македонска реалност? Сега ако зборуваме за ракометот, мора да опфатиме исто еден поширок спектар. Значи ние сметаме дека во ракометот правиме резултати кои што се фрапантни со самото тоа што се пласираме на првенство. Јас ова не го кажувам на преноси. Кога ги водам емисиите за ракомет на МТВ понекогаш, но овде можам слободно да зборувам, овде сум нели во својство на експерти, кој ќе чуе, кој не. Знаете како се доаѓа до Европско првенство во ракомет? Квалификацијска група во која што Македонија е второ рангирана. Одат најдобрите 2 и 4 од најдобрите 8 трето пласирани репрезентации. Тоа значи да не обезбедите пласма на Европско првенство, навистина треба да не ве бива, ние уште не сме во позиција да не бива. Не реагирате. Само да докажам. Знаете како се оди на светско?
Еве сега, преку европско и таа победа со Швајцарија, што многу значи од тој аспект, ние добивме можност да одиме на светско првенство во ракомет со бараж со Фарски острови. Не велам дека е лесно. Напротив, како одигра Фарски острови, ќе биде тешко. Меѓутоа, со бараж надпревар дома гости, одите на светско првенство. Знаете ли како се доаѓа во фудбал, кошарка и одбојка на светско првенство? Никако. Немате шанса, немате. Може ако ви изгласат во Обединените нации, не знам како. Добро, бевме ние на 2020, тоа беше официјално 2021 се одигра, на Европското првенство, но влеговме од Лига на нации, па во кошарка и во одбојка на светско првенство шанса нема да дојдете. Немате шанса, а не бараш еден надпревар па дојдете. Не девалвирам јас успех на спорт како што е ракометот. Мислам, тоа е глупост да го правам. Меѓутоа, треба да го имаме тоа предвид. Кога ги оценуваме резултатите и кога велиме, ние сме таму, треба да знаеме што сме направиле за да дојдеме таму. Кого сме победиле? Фудбалерите ја победија Германија на гости. Италија на гости. И требаше да ја победат Португалија на гости за да стигнат на светско првенство. Про сега. Тоа ви е во ракомет да ја победите Данска на гости, Франција на гости и Шведска на гости за да дојдете на првенство. Знаете кога ќе биде? Никогаш не би играли. Би немали ни едно. Ни сега, ни пред 10 години. Сака да кажете дека ние практично живееме во еден вид заблуда во ние живееме во ајде заблуда, мислам дека е тежок збор. Меѓутоа, кога пристапуваме во оценката на тоа колку вреди националниот состав, гледаме малку поинаку врз основа на пласманите кои што се во континуитет од 2012 до 2024 без да промашиме ништо. Тоа сакам да се знае. Второ што треба да се знае е дека ние променивме генерација. Ова е сега олеснителна околност. Кога големите менуваат генерации, некогаш десетина години не можат да се стабилизираат. Па германците губат во фудбал од Македонија. Да. Кога ќе изменат нешто и така натаму. Или Италија не може да се рехабилитира, или не знам уште кој. Англија, например, долго време. Не можеше никаков резултат да направи во фудбал. Светски првак поранеше. Ние тоа го направивме. Сега добро, го направивме. И еве Кира Лазаров е трет пат поред селектор. Првата година беше играч селектор, сега два пати поред селектор. Ние, според мене, се уште во ракомет сега, со оваа генерација, не сме во позиција да бараме резултат во смисла на пласман, ниту резултат како победа. Меѓутоа, сме во позиција да бараме од проект кој што веќе трае 2 години, да видиме исчекор на терен. Едно е резултат во бројка 30-25, а друга е дали Македонија ќе игра современ ракомет, што значи сега брз центар, па да трчаме како молњи, како Фарски острови што прават и така натаму. Ние тоа не го гледаме. Македонија минатиот месец имаше според мене, тоа така го дефинирам, условен успех. Тоа значи резултат со победа над очекувањата против Швајцарија. И не манифестирана игра или напредок во игра на терен. Тоа е мојот став. Успехот е условен и ќе прерасне во успех, ова како нашето членство во Европска унија, направите го, па можеби, и ова е слично. Успехот ќе биде успех само ако до наредниот мондијал или наредното европско првенство за 2 години Македонија истрча на терен и игра скандинавски. Сега тука имам јас прашање, ако може Горан. Тоа е со ракометот да не мислам дека бев јас. Ние човек како Кира Лазарев, кога зборуваме како играч, имаме еднашка на 20 години веројатно, зборуваме за светска класа. Така, Кира Лазаров беше додека играше у светска класа. Еднаш во 100 години. Еднаш во 100 години. Меѓутоа интересно покрај него, ако сме реални, имавме уште неколку играчи кои што беа исто така на високо ниво. Не беа случајни минувачи, значи не беше само Кира и толку. Имаше уште неколку. Во фудбал, не знам, го имавме Панчев, па после 20 години го имавме Пандев. Во кошарка имаме исто Пеце Неумовски, го имавме, па го имаме Перо Антич, кој што играше НБА, и имаше покрај нив уште по некој. Зборот ми е, дали ние можеме, без да го чекаме тој супер талент што го дава Господ во држава како нашата еднаш у 10 години, еднаш у 20 години, да направиме пристоен тим со момци и девојки, не е битно дали е машки или женски спорт, кој што може нема да бидат од Господ дадено максимално, меѓутоа пристојни, со квалитетна инфраструктура, со квалитетен влог, со квалитетни и правилни постапки од екипите и репрезентациите, за да направиме успех. Значи да го немаме Кирил Лазаров, еве никогаш да не се роди пак.
Дали ќе имаме ние добар ракомет? Ние днес кога не се роди веќе Пандев, дали ќе имаме добар фудбал? Еве сега го немаме Кирил Лазаров како играч. И ние имаме ракомет. Нели играме на европски и на светски првенства. Она што сега одговорот на прашањето треба да дојде во наредните неколку години. Веќе 2 години тој проект трае и мислам дека треба да трае барем уште 4, за да видиме што ќе се случува со македонската ракометна репрезентација. Но успехот на нашите репрезентации и тоа што тие го прават, треба да бидат само иницијална каписла за она што клубовите ќе го водат. Знаете како сега мене ми вели Кирил Лазаров или па и другите тренери. Не можам јас да играм скандинавски во репрезентација ако клубовите не играат така. И тоа е сосема логично објаснување. Ама јас сега да прашам, ако Кирил Лазаров е селектор, ако Ракометната федерација на Македонија од 2013 има стабилен председател, најстабилен председател кој што може да издржи да isfinansira проект, што правеле тие луѓе? Зошто не создале повеќе клубови, не ја направиле лигата како што сега ќе биде Суперлига интересна да се искористи и тој момент. Во ракометот не велам дека има премногу пари, но има повеќе пари во однос на другите спортови. Зборам за освен фудбалот, да. Освен фудбалот. Кошарката има пари, знаете зашто таму се мешаат многу градоначалници. Па тие финансираат. Да не се мешаат градоначалници и локална самоуправа, ние кошарка ќе немаме. Ќе немаме лига. Тоа е баш така. Во ракометот сепак со помали општински пари, со некакви спонзори лево-десно, тоа се одржува и функционира. И има горе-долу и сали, знам дека тренерите не се задоволни, им било студено, на фудбалерите им и студено и влажно, и кал има, па и ги врне. Значи, некогаш треба да се проголтаат некои работи, некогаш треба да се седне, се направи стратегија. Ракометната федерација на Македонија со Живко Мукаетов начело не направи стратегија 10 години. Па јас да сум во Ракометната федерација на Македонија, како питбул ќе го фатам Живко Мукаетов, за да му речам, еве го, ова е мојот non-paper, вака се прави ракомет, јас така мислам дека вака се прави ракомет, те молам, ова чини Волку, твое е да го isfinansiraš. Можеш, не можеш, благодарам, пријатно. Оти вака, ако продолжи стихијата, нам може да ни се случи обратното. Од секоја година на светско и на европско првенство, да потонеме, да ги загубиме и овие играчи што сега имаат 27 години, па по нив и дрва и камења фрламе, оти чекаме да бидат новиот Кирил Лазаров. Младите доволно да не созреат, оти овие што имаат 18-20 години сега. Ако продолжат да играат во лига во која што играли овие претходните, во што ќе се развијат тие? Ќе се развијат на ниво на данците, швеѓаните, германците? Нема. Значи, не се докрај кажани работите. Во ракометот има најголем потенцијал, ама јас мислам дека и тие губат денови како ние во одбојката што губиме минути. Добро, само да не биде дека само за ракометот да зборуваме. Не, јас малку по одбојка ви кажам, малку. Господинот на пример Ворнок, тој е претпоставувам селектор ли е Нил Ворнок? Тренер, да, вели дека во овој момент нашиот Бојан Миовски е најдобар играч во Шкотска. Во фудбал зборуваме. Најдобар играч е дека да не почнуваме во Шкотска. Меѓутоа Шкотска е веднаш до Англија, каде што е премиер лигата и вели дека Биовски може да игра во премиер лигата, ова е мислење на Шкотот, без никаков проблем. Сакам да кажам како пример. Она што мене ме интересира, не знам дали е правилно да го прашам, но не можам да издржам. Многумина се чудат зошто нашите спортски величини, дали е фудбал прашање, дали е кошарка, еве ќе се воздржам од имења, дали е ракомет. Имам чувство дека се испокарани меѓу себе и тоа не е некоја тајна, еве да бидеме реални, и дека нивните лични односи придонесуваат да се труи атмосферата во клучните спортови. Зошто луѓе, јас се обидам да сватам луѓе кои што во животот направиле се. Еве, не спомнам имења, заработиле милиони, славни се исполниле спортски максимално, станале високи во европски па и во светски ранки играчи. Нема веќе што да докажат. И сега останале во спортот во кој што се прославиле и одеднаш гледате се скарале меѓу себе, се скарале со играчите. Емисијава не се ова се работи кој што многу е важно. Многу е важно гора. Не согласувам дека е важно во секој спорт, во секој бизнис, во секоја работа имате различни пристапи. Ама овде не се работи за приватни Прашањето е дали тоа влијае на некакви резултати. Јас мислам дека не влијае, ама добро, ајде сега. Нема да влијае ако не знам играчот X и играчот L, кој што немаат веќе ништо со спортот, се караат меѓу себе, тоа не ми е гајле. Меѓутоа кога едниот е селектор, другиот е се уште главен играч, или кога едниот е шеф на спортската, како се вика... Добро, немало такви случаи, немало досега, кога што можам да се сетам. Јас ако мислите на
нашите звезди во фудбал, кошарка и ракомет, Да, немало паралелни функции. Имало да се борат едниот да дојде на место на другиот, но немало жолчно тоа, паралелни. не е спортски. Не, тоа секогаш постоело. Драган, и во сите спортови и во историјата секогаш има такви ситуации. Волја за моќ. Кај нас мислам дека ова што не е апликативно, но тоа што сега се случува во федерациите, па и во клубовите, се не знаеме како функционира. Но добро, тоа е мој став. Добро. Јас имам чувство дека и тоа влијае лошо на атмосферата во спортот, ништо повеќе од тоа. Јас, на пример, цел живот сум новинар што работи за плата. Добро, друштвото е тоа. Тоа го кажуваше во друштвото, познатиот Велија Рамковски го кажуваше тоа во Не, тоа Ајден. во Кавги го кажуваше како работи за плата, што со мене ќе расправаш. Да, не си доволно вреден, да. За плата. Зборот ми е, не се занимавам со жолт печат, никогаш не сум се занимавал, дури сум го користил моето право како новинар, како коментатор, нешто да премолчам ако сметам дека тоа може да направи лоша атмосфера. Едноставно го Па и прескокнувате. затоа јас се Да речеме да го тоа. прекинам. Не, ова емисија за да ние бараме се Јас ги познавам сите луѓе кои што се меѓу себе скарани. Со сите главно комуницирам повеќе или помалку. Никогаш, верувате, не сум ги прашал што ви е проблемот. Ако утре вие двајца се скарате, ветувам, нема да ве прашам. Ние веќе сме скарани, сега се скараме. Значи, говорете, мислам дека не ме разбравте. Јас немам никаков проблем луѓето да имаат анимозитети од тих причини. Имам проблем ако тоа влијае на конкретниот спорт. Ако влијае на Во конкретниот сегашната успех, ситуација, во сегашната нема, ова е хипотетичко прашање, теоретско. Во тоа што го гледаме ние нема такви Најдобро би било сите расположливи капацитети што ги има Македонија да ги употреби. Тоа значи, ако ги има во кошарка Перо Антич и Петар Нумовски, да работат заедно. ако е возможно. Едниот да ја пренесе топката, Така. пик н рол, кош, победа. Најдобро би Панчев, било. не знам Така е, сега, така е. трескаме. Не знам, Кире и Борко, не знам Да. кои други. Најдобро би било ако може да работат заедно. Ако не може, што се покажува дека не можат, тоа е окей. Има и друга ситуација. Дел од играчите, тоа е исто така мој став. Добро, ова е емисија за непријатели, не е емисија за пријатели. Дел од играчите не треба да продолжат по својата кариера да бидат тренери или пак да водат федерации или клубови. Едноставно, Ако не се до тоа подготвени. Едноставно има многу што не се подготвени, а сметаат затоа што создале не само его, создали авторитет, што е И научиле апсолутно. многу, и научиле многу виделе, ама тактики, едно е стратегии. вие да научите, да видите и да примените. И тоа Не- да примените во поинакви услови малку. Па не е секој не- успешен не- фудбалер не се потоа исти Гвардиола условите. или Зидан, апсолутно. Апсолутно. И некои од нив имаат јасен план во животот дека штом ќе завршат кариера, не сакаат да бидат тренери, не сакаат да водат федерации, но со некои една маса со кои што сум така поблизок, со кои што можеме да си кажеме се, не можеш да ги разубедиш дека треба да престанат и да се појавуваат само да аплаудираат и да ја водат младината во нови работни победи. И што да правите тука? Како на народот да му објасните дека некој што бил страшен играч, не мислам на Кирил Лазаров. Да, се разбира. Генерално зборувам, не треба натаму да продолжи да биде претседател на федерација, во извршен одбор, управен одбор на федерација. Не треба. Знаете како се ако направиме двете најголеми федерации, не популарни спортови во Македонија, ракомет. Кирил Лазаров, рековме, продолжува во смена на генерација, во извонредно тешки околности, ние сме на европско, на светско, без разлика што е полесно. Победуваме и сериозни. Данска ја победивме кога стана светски првак, така беше. Првиот пораз на Данска после не знам колку 3 Ја години. победивме во Борис Трајковски. Така? Така. Значи, сериозна работа. Сега Фарски острови ни се на 8 и на 13 мај, мислам дека се двомеч имаме за светско првенство. Повторно имаме шанси огромни да одиме. Ние во кошарката, јас што сум играл кошарка 20 години, тренер бев едно време кошаркарски, значи влюбени во кошарката. Што се нема да открие човек за Горан Сега Мамировски? јасно зошто ни се работиве вакви. Што се нема да открие човек за Горан Мамировски? До 99 година водев деца, две категории деца, се викаше клубот Борец од населбата Чентово, Скопје, значи тоа не е тајна, играв за работнички играв со сите, Митко Луковски ми беше тренер и така натаму. Значи, сакам да кажам, во кошарката јас не гледам веќе репрезентација, квалификација. Ние сме таму некоја Б дивизија, па се квалификуваме дали да влеземе во А, не успеваме. Па го реков тоа јас. Јас да речеме од Перо Антич, како звезда со настап во НБА лига, со освоени евролигашки титули, кариера феноменална, кога ја презеде федерацијата,
очекував многу повеќе во смисла на тоа, па ја води веќе 7 или 8 години. 7 години, сигурно. Во смисла на тоа, да видам разлика, не само да бидат поставени столчињата до терен, каде што Джек Николсон ги гледа на преварите на Лейкерс. Туку да видам нешто што Кошаркарската федерација ќе го тргне како процес, па тоа да даде некаков резултат. Ја не гледам, нема такво нешто. Нема нешто. Па затоа велам, ние дојде до ситуација да не ги гледаме мечевите на македонската кошаркарска репрезентација, а плачевме кога победуваме. Така Тоа е нормално и природно. Може ли Фарски острови како бидејќи го спомнам, Феномен. Како феномен да ни биде на нас некаква полука? Се работи за објективно држава која што и не е држава, се работи за островска земјичка која што е номинално мислам по Данска, ако не се лажам, која што има неколку десетици илјади граѓани. 50.000. Е така, распоредени по некои острови тамо и тие прават резултат кој што боли глава. Значи за нас нема оправдување, секој ќе рече па чекајте, па вие сте за нив држави. Знаете што, некогаш робуваме на одредени флоскули се уште и ден денеска и не може да се ослободиме од тоа и затоа не може да направиме врвен спорт кој што рековме дека е суров. Значи Фарски острови, тоа што се 50.000 наспроти ние многу, 1.500.000, се во предност. Затоа што ние, додека и селектираме деца, додека решиме кој ќе ги тренира, каде ќе ги дадеме париве, и така, кој ќе се слика со нив, и зашто ќе ги употреби и злоупотреби, овие ќе направат 4-годишен процес на селекција на таленти, што ќе ги предадат на некој дански тренер, а при тоа тој дански тренер и селектор беше асистент во данската репрезентација. Добро, нивната поврзаност со Данска е јасна, една од најбогатите земји во светот. Сакам да кажам, значи не мора да е таква поврзаност. Ако ние решиме да правиме одбојка, па сме поврзани со Бугарија, а Бугарија има одлична одбојка, па може да земеме тренери од Бугарија. Например, ако немаме наши тренери. Сакам да кажам, нашле луѓето свој пат. Ние треба да го бараме нашиот пат. А дека пример, да, во одбојка да речеме, во одбојка и ден денеска да седнете со водечките личности, не само тие во федерација, зборувам за овие што знаат одбојка. Еве тука да ме сечете, ако не ви речат, нас ни треба масовност. И што ќе правите со масовност? Ќе има 1000 деца. И ќе нема што ќе склекови пред сала. Јас ви гарантирам дека 20 деца и добар тренер е подобра екипа од 1000 деца и слаб тренер. Добро, некој ќе рече во тие 1000 деца се кријат можеби 10 таленти. И да се кријат, Драган, во спортот треба да ги најдете тие таленти што се кријат во вистинско време. Ги пронајдете ли половина сезона подоцна, завршува работата. И да речем јас во таа одбојка се борам да нема 1000 деца. Некој ќе го осуди за тоа. Ама не, меѓутоа, окей, ама еве ќе видиме, ако ја оставиме стихијата вака и ќе ме викнете за 3 години пак. Ќе ме викнете за 3 години и ќе утврдиме како стојат работите. Фарските острови ги земавме како пример, навистина интересна приказна се тие Фарски острови. Меѓутоа постои ли некој универзален систем? Бидејќи ви треба да најдеме нашиот начин. И јас се согласувам, завршено нашиот начин. Меѓутоа, често пати во други области велат луѓе се е готово напишано, му крадете ако не знаете поинаку. Видете како работат германците, тоа што може да се украде. Различни модели има, Драган. Исланд е исто така добар модел. 300.000 жители. Игра фудбал на светско игра одлично. Па Исланд знаете како дојде до фудбалот, само за некоја секунда. Сваќаат дека не може да направат фудбал ако играат на природна трева и на отворени терени, затоа што таму имаат вулкани. Не е баш за играње, не е за играње, односно не играат половина година, дури до 9 месеци во сезоната. Со 3 месеци или 6 месеци тренинг нема врвен спорт, има само рекреација. Па ова што ќе се здебелат во тој период од 3 месеци и 6, кога не тренираат, ќе го вратат после. И тоа е тоа. И утврдуваат дека треба да направат инфраструктура со вештачки игралишта и за мал фудбал, на здравје, и за мал фудбал, кои што ќе бидат загреани за да можат децава да играат фудбал 12 месеци. И тргнува процесот. И за одредено време, мислам дека се 6 или 8 години, што е нормален процес, тоа се 2 олимписки циклуса, доаѓаат на Европско 2016 и победуваат Англија во Франција. И сега, можеби, бидејќи полека доаѓаме до крајот на емисијата, се тоа, мислам дека го објаснивме прилично прецизно, меѓутоа влијанието на спортот врз нацијата.
врз националното достоинство, врз националната гордост, врз чувството на припадност и заедништво. Вие, пред некоја година, сега да не биде, еве, војводо Сердора, меѓутоа со неколку реченици после успешен надпревар, ја дигневте нацијата како ретко кој. Значи, особено фудбалот, меѓутоа и другите спортови знаат да направат таква еуфорија, здрава еуфорија, паметна еуфорија, која што му и дава на нацијата свежина и дава волја за борба. Да. Меѓутоа, Па дури, Драган, и зголемување на наталитетот. ајде и тоа да Има земеме. истражувања каде што се зголемува бројот на новородени деца 9 месеци по победа на Бразил на светско првенство, на Франција на светско првенство фудбал. Добро што не е кај нас. Да. Зошто? Сакам да Зошто? кажам. Добро е било. Добро е било. Сакам да кажам. Кога веќе спортот ја има таа моќ природна. Што треба ние да направиме? Се ова ми е малку по можеби и компликувано. Во ситуација кога не можеме да постигнеме резултати кои што сите би ги сакале. Нормално дека сакаме да бидеме светски шампиони во фудбал. Нормално. Меѓутоа објективно сме далеку од тие работи. Што треба да се направи за да имаме репрезентации, за да имаме клубови кои што и со тоа што ќе успеат, ќе предизвикуваат доволна еуфорија во нас. И со тоа што го прават да носат полни стадиони, полни сали, чувство кај луѓето. На крајот земете Англија како пример. Тамо во некаков Норфолк или немам појма некој тим кој што никој не го познава, цел град живее за него и сите се им прави чувство на заедништво како не знам што на светот. Зошто тоа да не успееме да го направиме, не ми е? Ние го правиме тоа парцијално. Еве покрај тој успех на фудбалерите, кога беше европско сега во септември во Македонија одбојка, по еден надпревар капитенот Никола Ѓорѓиев го зеде микрофонот и рече ја сакам да отпеам химната на Македонија, па се приклучија сите на терен и по завршување на мечот беше победа со Црна Гора, јасно е дека пласман во 8 на финале. И го направи тоа и цела сала 3 нешто илјади луѓе ја отпеа денес над Македонија се ради. Тоа еве сега. Да. Сега е предизвикувачко, возбудувачко, не знам како да речем. Меѓутоа ете, заврши тој резултат, тој успех. 9 септември Македонија прв пат со аматерски спорт во 8 на финале на европско првенство и така натаму. И спортот не продолжи да се развива од 10 септември. Значи, од 10 септември тој спорт треба да продолжи да се развива натаму. А не да се стави точка и А не сега да се поздравиме, па ќе се видиме за 2-3 години. кога можеби. ќе биде нареден квалификацијски циклус и така натаму и така натаму. Ете, тоа е еден од начините. Луѓето сакаат успех. Кога доаѓаат на спорт, никој не оди, поминаат тие времиња. Ние сме оделе, јас лично сум одел на ФК Вардар во бивша Југославија и кога Вардар се знаеше дека ќе испадне во втора лига. И Вардар губи, упорно одиме блок карта, фамилиарно одиме и тука нема дилеми За дали тоа ќе се оди или не. зборувам. Вардар е во втора лига, ко гледаме во втора лига. И за тоа нема дилеми. Сега не е Звезда ОФК Београд, ама тоа е. Ке го гледате во втора лига. За тоа зборувам. Токму за тоа зборувам. Сака успех. Тоа е локал патриотизам сега. А за да дојде успехот, тоа е ист патриотизам. Тоа беше Македонија во Југославија. Зошто? Добро, да. Тоа за Македонија друго, ама зборувам се имаше ние тука клубови, Металург играше во Лига шампиони Ракомет, Пелистер, во Пелистер салата преполна беше. Преполна е. Значи, Мене ми е зборот за моќта што ја нуди спортот на Македонија насушно и е потребна. Насушно и е потребна патриотска енергија, во на најдобра смисла се разбира, немој некој да зборува. Еве, дури што се правда ме нервира, национална енергија. А ќе зборува и со правдање ќе зборува. Да, национална, националистичка, ако сакате енергија во на најдобра смисла, која што крева. Бидејќи недостасува, политички сме многу прегазени со меѓународни, да не разговараме околности, економски, финансиски, здравствено, не знам како, ни треба нешто што ќе ни го дига дугот. Многу едноставно, духот нешто што ќе ни го крева. И па еве минатиот пат кога бев овде, ви ја раскажав приказната за Франција во пресрет на Европско фудбалско првенство 2016. Сега се обидов да ја најдам емисијата на YouTube, ја нема, нешто избришена. Не знам што сме кажале тогаш. Не, старите емисии, стариот канал на YouTube го нема, за жал, да, и нам не. И таму французите се обидоа во услови на терористички напад во оној театарот Батаклан, оној со камион кога ги прегази во Марсеј и така натаму, да ја обединат француската нација со две слики во Л екип, на едната генерацијата што освои Европска 84-та со Платини и така натаму и Тига најденствен мулат, како се нарекува, полуцрн,
И оваа репрезентација од 2016 во која што двајца беа белци, Да. Жируи таму кој Да, беше. сите други се И тоа. Љорис, голманот. И на тој начин им кажуваат на французите дека ова сме ние. Од 84 до 2016 тоа се помалку од 30 години. Тоа сме ние. Сега кој сме ние? Кој сме ние? Одбојка, ракомет и фудбал и кошарка не може да го направат тоа. Тоа не се такви моќни спортови, тоа не се спортови кои што се повеќе национални во Македонија. Во одбојка нема репрезентативец со поинакво етничко потекло од македонец. Во ракомет исто така. Во кошарки има еден на списокот сега од 24, ако не се лажам. Значи, зборуваме за фудбал. За генерацијата на Елмас, Барди, Адеми, кој што Алиоски, кој што ставија силен печат. И јас тогаш реков, па ми забележаа дека ќе полудам, таа реченица ја памтам, ќе полудам ако на првиот надпревар на Европско првенство во Букурешт сите 11 што се наредени на терен ја пеат македонската химна, па макар и со на. Не мора еве сите зборови, ако не знам, има таму проблематични зборови што не гледам дека има. Тоа не се случи. Од тој момент, јас не верувам во изградба на Македонија како политичка нација. Знам дека е ова препесимистички, можеби ќе биде националистички. Во оваа држава нема да има 100% население што ќе ја сака оваа држава, па што македонците да направат како отстапка. Не сакам да споменам кои се наредните две работи за отстапка. Добро, но ова е факт. Си ги знаат, овие, си ги знаат, мислам дека. Си ги знаеме сите. Си ги знаеме сите, но и тоа да се случи, ние нема да се наредиме како 11, од кои што еден ќе биде Стојановски, еден Милосављевиќ, еден Адеми, еден не знам како, Но кажете може некој човек Влад. што се нарекува, не знам, Тигана и како се вика Мбапе да биде француз. може и Зидан. Ништо лично, да. И Зидан Зидан. или Мбапе. И Зидан. Најдобриот играч во светот Мбапе е француз. Са тука ќе спориме кој најдобар. Добро, еден од најдобрите. Еве, еден од тоа е- најдобрите, меѓутоа Мбапе е француз. И сега убава беше емисијата, не сакам да ја завршим. Добро, во ред. Не сакам, Но дајте. ова е реалност. Тоа Ова е се реалност, тоа се да. тешки теми, меѓутоа ова е реалноста. Иако има во многу други држави, има каде што не се пее Марселезата, француската химна, не ја пеат сите. И таму од францускиот тим поширокиот состав 24 играчи колку беа, како имаше 17 се родени надвор од Франција. да. Од Африка Ма се знаете родени. каде се таму во Марселезата се споменуваат солдат, војниците и нивните храбри битки и така. Тие битки меѓу другото знаете кај се. И против кого се? Против предците на тие што сега играат таму. Таму. И таму не пеат многу луѓе. Сега не знам, имаше и во Германија, во германскиот тим имаше кој што не ја пеа германската химна. Имаше, ама знаете како, таму не сите да не ја пеат. Таму да речеме ја пееше Кедира, а не ја пееше Озил. Озил не ја пееше, да. Ама Кедира ја пееше. Иако Са не ја германската пее, химна не знам нема кој никакви таму, спорни значи- моменти, мислам. Баш германската. Не се работи тука за Таа е спорни преправена на текстов. таков начин Битно што е дали воопшто сте, не дали сте поврзан со неа со или не. химната, со државата за која што играте, или ја користите државата и дресот за своја корист. Сега како ќе ја користите? Па не ве прима да играте фудбал во Шпанија, Германија и Англија ако не сте репрезентативец. Во одредени земји има закон, особено земји од третиот спортски свет како што сме ние. Ако не сте репрезентативец, Не може да играте не може работна дозвола да добиете да играте. Да, и одреден број на мечеви треба да имате за да Така отидете, е. па дури во втората Така е. премиер лига на Така што ако јас ви помагам вам, а вие мене, може и да И околу тоа имаме го уште бројни расшириме прашања. тоа, да го расшириме тоа на сите околу нас и да живееме сите И заедно околу тоа подобар имаме живот. бројни прашања, меѓутоа ни поминува времето. Само уште едно прашање од мене, барем. Што е со нешто што многу често се спомнува, еве нека биде кулуарски разговор, меѓутоа мислам дека е многу точен, дека многу деца кои што се талентирани во разни спортови, особено во фудбалот, кога ќе дојдат во моментот кога треба веќе да преминат во професионалци, практично се блокирани од нивните тренери, затоа што тато нема доволно пари да плати, И затоа нема што некој друг доволно тато има варски- повеќе пари. Или затоа што некој друг тато има повеќе пари. Јас не можам да го разберам тоа, ако имате Господ му дал на дете да игра и светот чека на него и вие го блокирате и седи на клупа затоа што некој друг татица е платио пари. Мислам, А која е мотивацијата да бидете тренер и да не го извадите на терен најдобриот состав кој што ќе победи и ќе ве направи вас подобар тренер, па вие ќе напредувате, а да ставите некој што
не го заслужил своето место во тимот. Што може да биде мотивацијата? Пари, па добро, пари. Јас искрено не согласувам дека вакви ситуации има многу. Не има многу, но разговори има. Ниеден тренер нема да си го дозволи ова да му пропадне кариерата затоа што ќе добие некаква услуга или пари од нечи татко. Ја мислам дека ова многу малку се случува, не велам не. Знаете како, човечката душа е склона кон искушение. Тука да немаме дилеми. И човечкиот род живее во грев. Алчни сме апсолутно. Живее во грев. Случаи има. И ние ги знаеме. И ќе се фрапирате, кога се ви кажам 2 или 3 имиња, ќе се фрапирате. Ги знаеме, но не мислам дека има жртви од другите деца, ако се стварно талентирани, не мислам дека се жртви заради некој друго дете. Па добро, тогаш во групните спортови имате место 11 фудбал, 5 кошарка, изменачи. Понекогаш родителите, ти се имаш деца кои што се на таа возраст, и родителите мислиме дека нашите деца се најдобри. Нашите деца се најдобри, па за некој друго. Се да бидеме реални. Не знам колку имам уште време. Час и 10 на 15 минути веќе зборуваме. Околу пиететот кон тие што ја направиле Македонија спортска нација, ако воопшто може да кажем, што направиле успеси. Ние сме склонни да живееме денеска за утре, денеска за денеска, да забораваме кој што направил. Го спомнаме сега Перо Антич, Кирил Лазаров, великани, нели тука се со нас. За жал еден од нив, Благо Георгиевски Буштур, не е со нас. Почината легенда кој што прв пат македонски репрезентативец учествувал на Олимпијада, чинам дека, и освоил сребрена медала, Со Југославија, Со Југославија, да. Вие сте автор на сценарист на филм кој што доби значајно не спортско, туку документаристичко признание, документарен филм на фестивал на документарен филм спортски. Еден од ретките филмови што јас воопшто сум слушал дека во Македонија се направени за претходни звезди. Ова не е само ваш личен авторски труд, се направи документарец. Ова е приказна за историјата на македонскиот спорт. Од вакви приказни, кои што ги гледаме честопати на ESPN, например, во Америка за луѓе, создаваат нови генерации. Децата, по метод на идентификација и имитација, се гледаат себе си, утре ќе видам како Буштур, ќе видам како Перо Антич. Мотивација. Да. Што ме интересира, како го доживеавте овој документарец и како се чувствувате со него и со наградата? Беше, например, мој прв обид во таа дејност од новинарството. Документаристика, Документаристика. Го работев тоа со колегата Тони Ристовски, режисер, помлад од мене, меѓутоа е исклучително квалитетен. Талентиран, меѓутоа знаете кога прв пат ќе шутнете и ќе дадете кош, се гледа дека тоа е веќе квалитет и веднаш го трансформирате талентот во квалитет. И направивме филм како што направивме. Среќна 13. Среќна 13, као и Буштур носеше 13 број. И зошто е таа 13-ка, да речеме, среќна? За нас многу среќна. Учествувавме на фестивал во Србија, во Златибор, на спортски филмови. Традиционален, значи сериозен фестивал. И таму добивме награда за најдобра режија. Тони беше прогласен за најдобар режисер. Таму беа наградите на тој начин, такви. Јас сум, можеби тоа не делува, меѓутоа скромен човек. Јас не правам работи за да се надпреварувам, ниту ми значи да бидам прв кога играм шах, многу ми значи, меѓутоа во овие работи не. И Тони е помлад од мене, 10 години, така амбициозен, мене ме носи напред со енергијата. Ајде да го пријавиме филмот. Батели, да го пријавиме. Батели, кај и го не сакавме да го пријавиме. Ни се јавија сами на 2 дена до истек на рокот од спортскиот фестивал ФИКЦ. Тоа е во организација на Интернационалниот олимписки комитет во Милано. Тоа е светско првенство за документарци што победиле на одредени регионални подфестивали, како да ги наречам, во текот на таа година. И овие го виделе филмот во Златибор и не канат да дојдеме во Милано. И ние го немавме уште направено, преведено филмот на англиски со титул. Сега за 2 дена. И прво, извинувај, ќе дојдеме, ама која ќе го титулуваме тогаш? Добро. Го пративме филмот и освоивме награда. Тоа е втора награда. Меѓутоа, бевме во финале во конкуренција со филмови од Америка, Мексико, Бразил, Шведска беше за Лунквист, хокејарот, и Модри, чехот од пред 70-80 години, тој ја доби... Хокејарот Модри, ја доби првата
првата награда. Сакам да ви опишам како изгледа конкуренција, тој да речеме овој фестивал. Името државите не се толку важни. Важни се буџетите. Таму тие филмови, документари се направени со за нас милионски суми. Така, овој беше направен со буџет. Да не спомнуваме. Не, личен доход мој на Тони и на снимателот, колку пати бил на снимање на Тонецот, колку пати бил на снимање на камерманот број 1 и 2 на Светладжијата. Толку, значи, таа е мала екипа што учествува во снимањето и потоа ние двајца затворени сами таму во еден полувременски интервал. И ја освоивме таа награда. Она што ми е мене чест, задоволство во целата работа, јас не прифаќам награди кои што го носат сегашното уставно име. Многу ми беше тешко кога председателот на Македонија пред неколку денови додели награди орден на чест на неколку еминентни имиња од кои што јас дел од нив ценам многу и тие се појави и ја примија наградата. Јас во Милано немаше да се појавам. Да ја примам наградата. Случи нешто што не се случува често. Таму беше државата Македонија. И тоа нема компромис. Нема компромис. Со тоа нема компромис. Некои луѓе кои што ги видовме таму на педесталот кај што Пендаровски добиваше награда, никогаш не направиле ништо во ова држава под кој што сега ги примија награди. Направиле се во Република Македонија. Така, меѓу другото е тоа. Второ, без оглед каков е нивниот став за ова прашање, за кое што навистина јас не правам компромис, направиле многу во својата дејност, во текот на творечката кариера. Апсолутно. И сега јас, читајќи ги, например, нивните дела, сум го формирал можеби својот карактер. Не можеби, сигурно. И тие се појавуваат да примат награда, па не орден на чест. Сега за мене се тие веќе безчестни. И пак завршуваме лошо. Не е лошо, реалноста. Пак завршуваме лошо. Јас се надевам дека документарецот ќе го види светлото на денот и на други фестивали. Со Буштур веќе завршуваме. Буштур доби награда на светско првенство. И сега веќе нема да го пријавуваме. Но се надеваме дека има нови проекти. Имаме, веќе завршивме еден нов проект. Може да го кажеме и тоа. Да, тоа. тој го емитувавме во август. Се вика Живејќи го сонот. Посветен е на овој неверојатен успех на одбојкарите 3 пати поред Европско првенство и затоа се нарекува Живејќи го сонот. Тоа е мотото на одбојкарската федерација и репрезентација на Македонија. Сега оваа година ќе конкурираме на неколку фестивали со Living the Dream, кој што е малку поинаков од Среќна 13-ка, затоа што воопшто нема офтон. Вие ќе ме разберете што е тоа. Таму актерите во филмот раскажуваат за тоа што поминали. Мојот глас, например, воопшто го нема. Овде имаше малку и од Може да се гледа на YouTube, така? На YouTube може да се гледа Среќна 13-ка. за тој. Living the Dream не затоа што според правилата на надпреварување на фестивалите не sme да биде објавен на free to air, како да кажем, на free to air телевизија, на својата територија, меѓутоа не на интернет. И тој нема да биде објавуван до крај на оваа година. Јас сум многу оптимистички настроен кон овој исто филм. И мислам дека сега добро, ако правите филм за поединец, е добро ако го знаат луѓето. Сега Буштур во таа конкуренција можеби го подзаборавиле, па помлади луѓе се и така натаму, но Living the Dream не дека ќе ги познаат нашите одбојкари, меѓутоа е приказна од поинаков аспект што мислам дека таму во западниот свет поминува подобро. Кога ќе прикажете како ја спијат во ходник на душек, а прават резултат, мислам дека тоа да речеме поминува. Македонска приказна, да. Класично. Фала многу што за многу работи и не освести, да бидам искрен. Фала на поканата, сега не белки дека сум го освестил, вие знаете многу добро. За некои работи морам да признам и дека не освести на гледачи. Ни за работи, јас обично учествувам на емисии секаде каде што ќе ме поканат. Одбив само еднаш гостување во Алфа, кај ваш колега. Одбив затоа што не ги менувам ставовите. Немам што друго да раскажам, ако сега зборуваме за името, тоа е, што ќе да ви кажам друго, толку е. Нема компромис, одиме на второ прашање, на втора тема. Чувствувам така потреба да му се извинам на Богдан. Ако сум го оставил на цедило тогаш евентуално да
нели ме планира па да. Бог да не големо момче, ќе се снајде, апсолутно. Да. Сигурно не се лути, Богдан е добар човек, така што еве. Поручката е прифатена, индиректно ќе прашаме и него. Јас сум спортист, знам фаул да направам, ама кревам рака да понекогаш да признам. Поздрав на Богдан Илиевски, благодарност уште еднаш и од мене Тони Стојановски, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот телевизионото издание на оваа емисија. А јас и Горан ќе се јавиме повторно со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.